Благодарам. Почитувани граѓани, денес разговараме за ново задолжување на Република Македонија за 90 милиони евра. Владата, како и досега, едно представува, а друго има намера да прави. Најавува дека ќе прави гасификација, но веднаш позади запирката на заемот од 90 милиона евра за гасификација стои, но и за буџетска поддршка. Што значи, читајте, 90 милиона евра задолжување за буџетска поддршка. Ако на тоа се додадат и останатите закони од денешната седница, доаѓаме до вкупната сума на 400 милиони евра само на оваа седница ново задолжување за Република Македонија. Ако на тоа се додадат 42-3 милиона од завчера, и ако се додадат уште 500 милиона евро обврзница најавена вчера во медиумите, почитувани граѓани, на здравје скоро 1 милијарда евра ново задолжување. Господа од мнозинството, господа од ВМРО, ДПМН и ДУИ, каде ви е гласот на светлината во овој момент да излезе на улиците? Во Рутком? Во Елем? Тамо во фотелите? Знаете што, почитувани граѓани? Денеска ја имате приликата да се уверите прецизно што е разликата помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Разликата е дека одговорна власт во буџетот во предизборна година остава 220-250 милиона евра за државата да не остане на бандажи, а власт како што е ВМРО ДПМН и ДУИ ја задолжува со 1 милијарда евра пред избори. И тоа не е само сега. Можам да ве подсетам и на 2010-та, воочи изборите 2011-та, кога се задолжија со 220 милиона, а можам да ве подсетам и на предизборната 2012-та, кога заради задолжувањето овој господинот зад мене повика полиција и ги влечеше и пратениците, ги тераше како стока и новинарите од оваа сала. За таа ситуација си ја понесовте вината, подпишавте извештај, со што беше констатирано дека сте виновни, но утредента еден друг господин од првиот ред го прогласи за тоалетна хартија. Господа, денеска ќе се соберете храброст и на македонската јавност ќе и признаете дека ова е веќе држава која што живее на рабуш. А знаете зошто живее на рабуш? Заради тоа што по принципот миле ми текна, еден ден, а тоа е 15 јули, кога се спремал да го стави подписот во пржино господинот, од Сабајле ги викнал Зоки и Миле и им рекол: видите, знаете шо? Ќе си земеме 1 милијарда сеја, кој ќе земеме механизацијата, кој ќе раскопаме Македонија, која ќе направиме лом, све, после избори ќе видиме шо ќе правиме. Сега сакам да ве прашам. Дали господа пратеници и господа министри од власта, дали вие имате намера да ги превземете обврските од овие долгови или ќе ги оставите да ги враќаат социјалците? Дали ќе ги враќаат оние 180.000 луѓе кои што живеат со по 40 денари на ден и се рангирани во групата на сиромаштија што живее во Македонија? Не. А гасификација? За гасификација може да сонуваме. Заради тоа што да сакавте гасификација да направите, вака, кој пример сакате да ви го земам? Дека 54,6 милиона имате потрошено само за плоштади? Па господа, знаете како се прави doing business? Тогаш кога наместо за плоштади парите ќе ги потрошите за гасификација. И така ќе имате поевтини производи, така ќе привлекувате странски инвестиции, така наместо живи пари во субвенции ќе им давате газ на земјоделците за да произведат конкурентен производ. Но вам памет не ви доаѓа. Од Македонија со вас на чело, демократска, одговорна,
правна држава не бидува. Македонија со вас е држава која што живее на рабуш. Џабе 24 декември, џабе пржино, џабе сите меѓународни извештаи кои што тврдат дека нетранспарентно ги трошите парите, џабе вистината за Македонија која објавува дека не икете да земете од ИПА фондови 20 милиона заради тоа што господинот Орав, нема да го употребам епитетот што го користеше Ставревски, ке роварел по трезорот. Зашто? Затоа што бара отчет како ги трошите парите? Не, господа. Со вас излегување на крај нема. Но барам да ми одговорите едно. Кој ќе ги враќа овие долгови? Дали сте свесни дека сите македонци по еден бубрек да продадеме, па нема да можеме да ја раздолжиме Република Македонија? Сите од прв до последен по еден бубрек да продадеме, не ја враќаме назад Македонија да застанеме на нозе. Сега за делот зошто не сакате да правите гасификација, односно зошто никој не треба да ви верува дека ќе направите гасификација. Прво, да сакавте гасификација да направите, во колку изборни програми ја имате гасификацијата на назад? Ја не памтам ваша програма да не кажете ке гасифицираме, но не гасификација. Еден капитален објект се нема направено овие 10 години откако е ВМРО ДПМН на власт. Има до душе еден кој што е во тек, патишта фативте од лани да правите, ама со провизии. Сакате за актор да збориме, сакате за кинеските провизии да зборуваме. Го одложивте датумот за либерализација на струјата. Требаше на 1 јануар 2015 да биде либерализиран пазарот. Зошто? Па да ви одговараше вас газ да направите, немаше да го одложувате и да ја соочувате земјата со санкции од Европската економска заедница. Него фамилијата треба да увезува скапа струја и струјата треба да е основен енергенс. Господа, да сакавте да ја гасифицирате земјата, прво автобусите што ги купивте за 57 милиона евра немаше да бидат кинески автобуси и украински на нафта, туку ќе беа на газ. Во седиштето на ЈСП, во кругот на јавното предпријатие, 20 години има станица за напојување со газ. Да сакавте гасификација, постоја 1000 начини до кои што досега ќе можевте да ги искористите за да покажете минимум волја дека имате намера тоа да го правите. Но заемењето 90 милиони евра денес и сите други скоро 1 милиарда потврдуваат дека вие веќе не помислувате да излезете на избори без корумпирање на гласачи, без корумпирање на медиуми и без силни пари со кои што ќе сакате да оставите впечаток дека заслужувате доверба. Затоа ќе си признаете и сами, ама ќе и признаете и на македонската јавност, дека во замена за доверба од страна на гласачите, вас ви треба впечаток дека вие сте многу одговорна власт која ќе ја гасифицира земјата и затоа не берете гајле каде и колку пари ќе земете, само нека има за да покажете дека нешто работите. Сите кеш пари што ги имавте во касата од граѓаните, ги потрошивте за глупости, ги потрошивте за оваа анализа, за 27 згради од Скопје 2014, за 6-катни гаражи, 37 милиона за фасади потрошивте. 100 пати до сега ќе ја гасифициравте земјата, да сакавте на вистина да ја гасифицират. Него да не губам време. Doing business се прави така што на вистина ќе го ја спроведевте минатите години гасификацијата. Не се прави doing business со тоа што за 1 час ќе се регистрира фирмата. Таа фирма или таа фабрика треба да продолжи да работи. Ако сте честни, зошто да не се согласиме како одговорни пратеници во овој парламент сите заедно, сега побарајте 10 минути пауза и ајде заедно да донесеме заклучоци дека ако овие 90 милиона не се искористат за градење на гасовод, дека ќе седнеме повторно сите заедно и ќе одлучиме за каков капитален објект ќе ги потрошиме овие пари.
туку единственото што ви се врти во главата е како и тие да ги пикнете во буџетската дупка и наместо 350 милиона дефицит да потрошите над 900 или 1 милиарда за наредната година. Нека ви е на здравје. Благодарам. Но идните генерации секако ќе имаат свој суд за се ова.